18 часот и 23 минути, почитувани слушатели, ја следите емисијата Македонски корени, а со вас како и секоја сабота, така и денес Јон и Бети Треновски. И како што ви најавивме, наш гостин денес ќе не биде господинот Александар Николовски, подпредседател на ВМРО ДПМНЕ. Господин Николовски, добро ви утро и ви благодариме што не удостоивте да не бидете гостин во денешно издание на Македонски корени. Добро утро или добар ден кај вас, благодарам на поканата. Да, добар ден, добро вечер, веќе на вечер. Добро вечер, да. Ајде да започнеме од она што е најпресно, најсвежо. Кривичниот суд ги одби жалбите на господинот Груевски, поранешниот лидер на ВМРО ДПМНЕ и поранешен премиер на Македонија. Тој веднаш по примањето на решението треба да се појави во затвор. Како ќе прокоментирате сето ова и дали вашата партија се уште ќе се произнесува само преку пресконференции или ќе преземате поригорозни мерки, имајќи го предвид вашиот став дека сето ова што се прави е политички прогон? Да, како што кажавте, ние јасно се произнесовме дека се работи за еден класичен политички прогон, се работи за еден класичен политички удар врз почесниот председател на партијата, имајќи предвид дека во минатото помпезно беше најавувано дека кој знае каков криминал имало, на крај се сведе да се дискутира за дали човекот се возил неколку пати во службено возило или не, што само индицира дека се работи за политичка одмазда. Судството во Република Македонија е целосно поклопено во овој момент и нема класично владење на правото. Тоа е еден систематски проблем кој што постои во Македонија со години назад, но сега во владењето на СДСМ и Заев која доживува својата кулминација и сериозно треба работиме на негова реформа. Во однос на активностите на партијата веќе се организирани протести, ние планираме и во следниот период да правиме истото, но она што е клучно за ослободување на судството е секако промената на власта. Се надеваме напред заедно со председателските избори да се случат и предвремени парламентарни избори на кои што ќе може конечно оваа народна власт да си замине. Дали може би имате информации дека господинот Груевски, не сакајќи да појдат полиција кај него и да го возат со полициски возила, сам веќе се пријавили во затворот во Шутка или ова се само шпекулации? Немам навистина информации, мислам дека се шпекулации. Господине Николовски, вие што току се вративте од Хелсинки, каде што учествувавте на самитот, односно Конгресот на Европската народна партија, кој друг со вас беше и која беше целта на вашето патување? Дали остварите средби со некој од европските лидери и зашто се разговараше на тие средби? Да, Европската народна партија, каде што ВМРО ДПМНЕ член, одржуваше редовен конгрес, на кој што конгрес се бираше така наречен шпицен кандидат, односно кандидат за председател на Европската комисија или премиер на Европската унија, популарно да го кажем. Практично наследник на Жан-Клод Јункер. Во рамки на конгресот беше избран господинот Манфред Вебер за кандидат за председател на Европската комисија. Тој од Германија, од Баварија, од партијата ЦСУ и во моментов е председател на групата на Европската народна партија во рамки на Европскиот парламент. ВМРО ДПМНЕ како членка на Европската народна партија имаше 4 гласа на овој конгрес. Гласовите одат согласно големината на земјата од која што доаѓате. Делегацијата беше во состав председателот на партијата Христијан Мицкоски и јас, господинот Владимир Ѓорчев како генерален секретар на партијата и господинот Тимчо Муцунски како секретар за во советник за меѓународна политика на председателот на партијата. Оставивме бројни средби, билатерални, имавме средби на невисоко ниво со господинот Цезар Росело, меѓународен секретар на Центристичката демократска интернационала, тоа е светска организација на центар-десни политички партии. Понатака се сретнавме со господинот Хорст Зехофер, министер за внатрешни работи на Германија и вице-канцлар и председател на партијата ЦСУ. Имавме средба со господинот Виктор Орбан, премиер на Унгарија, Андреј Пленковиќ, премиер на Хрватска и председател на ХДЗ. Понатака Антонио Тајани, председател на Европскиот парламент. Остваривме исто така средба со комесарот за социјалска политика и проширување на Европската унија Јоханес Хан. Понатака средба со лидерите на младинските организации на Европската народна партија Демик и ИДС
Исто така се остварија средби во рамки на оваа посета со бројни европратеници кои што се од Европскиот парламент, како и бројни функционери на Европската народна партија, имајќи предвид дека беа многу средби секако и некој пропушти во целата оваа листа на средби која што имавме. Разговаравме како за внутрипартиските состојби, како и за односите со Европската народна партија, така и за состојбата во Република Македонија. Информиравме за сето она што се случува во Република Македонија и во делот на политички прогон, и во делот на владење на правото, и во делот на би рекол уназадување економско, односно опустошување на Република Македонија, така што од наша страна целосно беа информирани нашите европски пријатели за она што се случува, како што кажав, и на партиско и на државно ниво во Република Македонија. Господине Коловски, имајќи во предвид минатото и однесувањето на Социјалдемократскиот сојуз, секојаш кога беше на власт ВМРО ДПМН и како се однесуваше и што се кажуваше на меѓународната заедница, какви сознанија вие добивте од разговорите? Дали се правилно информирано од страна на власта или пак како и по обичај, како во минатото така и сега, се искревоколчено во пренесувањето на се она што се случува во Македонија? Па за жал информациите се драстично различни од вистината. Имате дури вака на моменти шок ви се случува кога ги добивате информациите, затоа што се целосно различни од вистината, па така, например, знаат сигурно вашите слушатели што се случи со гласањето во собранието поврзано со уставните измени и какви се притисоци, закани, уцени и обиди за подкуп имаше во пратениците, за да дојдеме до ситуација да имаат меѓународните партнери информација дека ВМРО ДПМН го правило тоа, што е буквално за 180 степени извртување на ситуацијата. Ние внимателно и трпеливо објаснувавме чекор по чекор што се случуваше и мислам на многумина веќе им стана појасно што се случува во Македонија. Се договоривме и да испратиме тези и информации како би можеле и и написмено имаат податоци да точно се информирани што се случува. Во последно време меѓународната заедница некако седи на два стола кога се работи за ВМРО ДПМН. На самитот беше и Петар Богоевски, кој не е дел од раководството на ВМРО ДПМН, но тамо беше и Емилија Александрова и Никола Тодоров, кои се исклучени од партијата. Во кое својство овие тројца беа поканети на самитот на Европските народни партии? И како ќе ги прокоментирате нивните изјави по средбите кои ги имале со некои од челниците на тие народни партии? Беа поканети во својство на гости, на нивно барење. Имаше преку 2000 гости на Конгресот. Буквално за гости може да се пријави секој кој што има желба, има некои формулари кои што се пополнуваат. Најголем дел од гостите се студенти кои што користат искуства од еден таков голем настан за потоа да можат да пишуваат семинарски работи и да го пренесуваат искуството кое што го стекнуваат таму. Овие луѓе на нивно барење се пријавиле за гости, веројатно со цел повторно да и наштетат на партијата и повторно да пренесат лажни информации таму, но за нивна несреќа, за среќа на партијата, тоа беше веднаш препознато, веднаш забележано и самиот факт што има практично една неуспешна посета затоа што не сум сигурен и тие две средби кои што ги имаа дека ги имале поети личи како да ги застанале луѓето во ходник, имајќи предвид дека сликите буквално се од ходник, говори за тоа дека не успеале во она што имале намера. Знаете, кога трнувате со една злобна намера, со една нечестна намера, тоа сигурно дека не може да има резултат. Се работи за луѓе кои што немаат улога во ВМРО ДПМН, се дел од минатото на ВМРО ДПМН и можам да кажам дека во моментов се само маргиналци. Да, маргиналци, тие на социјалните мрежи уште таде напишат дека имале средби, тоа не е толку и трагично, потрагично е што од кога се вратија во Македонија, а од она што можевме да го забележиме, остварија и неколку интервјуа, остварија на
телевизијски куќи, каде што продолжуваат да плукаат по ВМРО ДПМН и до небаре од таде кажале дека воопшто европските народни партии не се задоволни од позицијата на ВМРО ДПМН која што ја има во моментот. Па треба да се свесни вашите слушатели дека во моментов степенот на контрола врз медиумите кој што за жал го има власта е на апсолутно највисоко ниво, скоро и да не постои слободен или проопозиционен медиум во Република Македонија, зборувам од посериозните. Така што ние добивме информација дека целата медиумска кампања по однос на Конгресот на Европската народна партија била координирана од еден центар, односно од еден кабинет на министра во владата, со цел да се постави, односно представи целосно различна слика од вистината која што беше таму, и за жал овие луѓе кои што дојдеа во својство на гости на Конгресот биле во координација со тој министер во владата со цел да наштетат на ВМРО ДПМН преку медиумите кои што ја поддржуваат владата. Но тоа се вакарни јалови провидни обиди. ВМРО ДПМН и во минатото издржало вакви удари, ќе ги издржи и сега, се додека сме на страната на народот, а сме и ќе продолжиме да видиме, вакви маргиналци не може ништо да направат на партијата. Господине Николовски, во последниве неколку месеци пред референдумот, но и после референдумот, чудни работи се случуваат во Македонија на политички план. Така да вашата партија би се чини дека во овој момент го живее еден од најтешките моменти од нејзиното формирање. Референдумот е зад нас. Вие напомнавте на почетокот што се случуваше деновиве и реков дека е зад нас, го знаеме резултатот, но и волјата на мнозинството на македонските граѓани. Зошто повторно, ево ќе поставам неколку прашања за да можете да дадете поопширни одговори, зошто повторно, по кој знае кој пат се повторува историјата и зошто волјата на мнозинството македонци повторно се заобиколува и не се почитува? Па, видете, јас не сум изненаден од ова што Заев го прави. Искрено, не имавме големи очекувања во однос на неговиот демократски капацитет, ако прателе вашите слушатели. Некаде веднаш после подпишувањето на капитуланскиот преспански договор, јас излегов во јавноста со една првична правна анализа на истиот. Тоа беше прва правна анализа воопшто на договорот, во која што член по член практично објаснив за каков штетен договор се работи. И една од работите која што тоа ќе кажав, која што веднаш се забележа, е дека во самиот договор опцијата за референдум е опционална, односно не е обврзна, затоа што пишуваше дека договорот стапува во сила после ратификација во Македонското собрание или по одржување на референдум, доколку втората страна, како што се нарекува за жал Македонија во договорот, одлучи да одржи референдум. Користењето на зборот или на англиски or значи дека може да го направите или едното или другото, а не се користи зборот и, односно and, што би значило дека треба да се направи и едното и другото. Така што беше оставено на власта дали воопшто ќе организира референдум и доколку организира референдум, каков ќе биде референдумот. Така што манипулацијата почна при самата организација на референдумот, кога референдумот беше консултативен, а не обврзан, односно од самиот старт власта, свесна за расположението на граѓаните, предложи референдум, кој што референдум нема никаква правна обврска за владата, затоа што е консултативен карактер. И тоа беше нашата прва реакција, уште тогаш силно реагиравме. Понатака манипулативното прашање кое што е трозначно, затоа што прашањето беше дали сте за членство на Македонија во НАТО и Европската Унија со прифаќање на договорот со Грција. Првата и втората работа не можете да ја споите со третата, затоа што некој може да е за членство во НАТО и Европската Унија, ама апсолутно не сака да се промени името. И кога ќе оставите се тоа во комбинација, јасно беше дека власта или сака да го манипулира референдумот, или сака да не го почитува, или да не го почитува и да го манипулира. Што на крајот се случи. Со тоа што резултатите мислам дека ги изненади и нив, ти очекуваа нешто повисоки резултати. Но волјата на граѓаните беше јасна и тоа беше силен удар. За жал, после тоа продолжија со силни притисоци и уцени, како што кажа воспатениците, и обиди за подкуп, една трговија со правото и правдината и за жал ја игнорира целосно волјата на македонските граѓани, а пред се на македонскиот народ, затоа што, да сме искрени, овој договор се однесува на сите кои што живеат во Република Македонија,
но пред се однесува на македонскиот народ како мнозински народ кој што живее во државата и со чии што идентитетски прашања е поврзан договорот, затоа што во него се говори за името на државата, за името на народот, за името на јазикот, кои што се директно поврзани со македонскиот народ. Господин Николовски, се добија впечаток, ние почесто разговараме со голем број наши слушатели кои што ни се јавуваат во емисиите и велам се добива впечаток дека раководството на ВМРО ДПМН и сегашно, но и претходното, пропуштиле неколку клучни моменти. Тука би ги наброале однесувањето на пратениците за време на изборот на спикерот во собранието, понатака барањето на учесниците во протестите за заедничка Македонија да се приклучите кон нив и начинот на кој вие од партијата одлучивте да комуницирате со граѓаните за време на предфредумското изјаснување. Каков е ставот на партијата после направените анализи од кога се ова заврши и дали мислите дека прогрешите во вашите проценки? Па јас мислам дека ВМРО ДПМН направи и многу повеќе од што можеше да се направи од што е реалната сила на теренот. Партијата имаше на јасна стратегија како да настапи. По однос на раководството можам да кажам дека ова е прво раководство на ВМРО ДПМН кое што решило да не учествува во едни капитулански проекти за Република Македонија, за разлика од претходни раководства на ВМРО ДПМН, кои што, например, го подпишаа Охридскиот рамковен договор или го подпишаа Пржинскиот договор, ова раководство на ВМРО ДПМН реши да не стави подписи, да не даде подршка на овој капитулански преспански договор. Иако беше под жесток притисок да го направи тоа, имаше секакви понуди од најпристојни до најнепристојни. И тоа е она што најмногу ја загрижува власта и авторите на овој договор, затоа што без легитимацијата на овој договор од страна на ВМРО ДПМН, тие се свесни дека историски овој договор не може да издржи, затоа што во овој момент се тие на власт, но власта е прашање на време кога ќе се промени. Ние не го поддржуваме и не го почитуваме овој договор и без нашата поддршка овој договор во еднината ќе има сериозни проблеми да биде реализиран. Во однос на стратегијата на настап која што имавме во изминатиот период, сметам дека беше апсолутно одмерена и беше апсолутно во рамките на политиките на партијата. Треба да се свесни слушателите дека постојат два типа на политичари. Политичари кои што се сериозни и политичари кои што се од помали политички партии, на кои што им е дозволен и екзибиционизам и така вака поатрактивен настап во медиуми, но треба секогаш да видиме кои се зборовите, а кои се делата. Односно, кога ВМРО ДПМН нешто прави, тоа го прави големо и го прави силно. И така и го направивме, затоа што во текот на референдумот ние имавме една акција, така наречена Лето за Македонија, каде што буквално немаше не град или село, туку куќа која што не беше посетена. Тоа кулминираше секој викенд со едни маршеви низ цела Македонија, на што предходеше и голем народен митинг во Скопје. Паралелно имаше силни медиумски активности. Морам да потенцирам за вашите слушатели дека финансиската состава на партијата е прилично лоша, така што немавме доволно средства за, не знам, скапа медиумска кампања, но затоа користевме други форми на комуникација со граѓаните и сето тоа вроди со резултат како што вроди. Јас го почитувам активизмот и на сите останати кои што беа против промена на името на државата, но за жалка и дел од нив зборовите се многу посилни од делата, што не е за осудување, затоа што едноставно представуваат помали политички субјекти или се самостојни луѓе, индивидуи кои што имаат свој став и јас апсолутно го почитувам нивниот активизам, но кога ВМРО ДПМН прави активизам, тоа го прави автохтоно, самостојно и го прави силно како што го прави. На 19. октомври се случи тоа што никој скоро и не го очекуваше. Ниту пак од она што се случуваше на Комисијата за уставни измени, но и во собранието на дискусиите од страна на вашите пратеници можеше да се барем наговести некакво предавство, но се случи тоа што се случи и дел од вашите пратеници се фатија на орото во режија на други и се придружија на останатите 72 пратеници и со тоа извршија силување на волјата на мнозинството македонските граѓани. Дали вие направивте точна анализа што всушност се случило тој кобен ден, односно таа кобна вечер и до какви сознанија дојдовте после анализата што ја направивте, ако ја веќе направивте? Па да, тоа беше тотален шок и за нас.
сите бевме шокирани од она што се случи. Ние го нарековме тоа Црн петок. За нас сите беше еден лош ден, емотивен ден, ден на разочарување. Кога ги правиме анализите, мислам дека некако сите забораваме од каде почна целата работа. Тоа е дека за гласат 80 пратеници за ова. Прво мораше да се обезбедат 72 за да стигнеме до 8, некако како сите да ги амнестираат пратениците од СДСМ кои што гласаат за уставните измени. Јас ги напомнав тие 72 ова. Не го слушнав вашиот вовец, извинувам. Значи, не смееме да заборавиме дека пратеници избрани на претходните избори, кои што немаја во својата програма промена на името, без проблем гласаја за промена на името и после тоа со притисоците, уцените и обидот за подкуп кој што се случи врз другите пратеници успеа да ги обезбедат овие 8. Имаше многу и кои што успеа да издржат на притисокот и не попуштија, но за жал овие 8 попуштија. Се направи силна трговија со правото и правдината. И за жал резултатот е како што е. Партијата веднаш ја ги исклучи од тие 8-7 се членови на односно се извинувам, беа членови на ВМРО, така што ги исклучи од партијата, а после тоа ги исклучи после 3 дена и оние кои што стоеле позади организацијата на овој настан на седницата на Националниот комитет која се случи во понеделникот, каде што направивме детална анализа и детално видовме кој што и како правил и каква била соработката помеѓу власта и за жал представници од ВМРО, кои што заради лични интереси или заштита на некои своји активности во минатото се обидува да направат притисок врз пратениците како што направија. Предавството ќе им тежи цел живот и ќе си го носат и тоа е една дамка која што ќе ја носат и лично и фамилиарно. Среќен сум што партијата не е дел од тоа, но сум несреќен што успеа да скршат дел пратеници и да помине во собранието, но ништо не е вечно и битката продолжува. Господин Милошевски во една дебатна емисија потврди дека еден од оние кои гласаа за уставни промени добивал закани дека ако не гласа му бегаат 15 години затвор и затоа морал да гласа. Колку цврсти докази имате за се ова сега што говорите и на повеќе пресконференции каде што изнесувате дека имате цврсти податоци и информации дека сето тоа се случувало? Да, апсолутно имаме. Значи, од луѓето кои што ги донесовме не се случаи, се врз база на детална анализа, врз база на многу информации кои што ги добивме, кои што ги собравме. Сепак и Република Македонија и Скопје се мали. Преку неколку луѓе успевате да знаете се, така што имаме сериозна анализа и податоци на се она што за жал се случуваше, а во суштина и не треба многу да и сте упатен за да знаете што се случувало, ќе кажам неколку примери. Седницата беше закажана за 11 часот наутро, се гласаше дури во 11 часот после пред полноќ. И се поставува логично прашање што се случуваше во тие 12 часа. Понатака, како е возможно едно од пратеничките кои што гласаше за на промена на уставот да во понеделникот кога почна расправата гласа против усвојување и на дневниот ред на самата седница, значи против и воопшто да се дискутира за таква работа, а веќе во петок најнаш вака револуционерно го менува своето мислење и решава да гласа за промена на уставот, или како еден друг пратеник се потпиша јавно дека нема да гласа за промена на уставот, а веќе во петокот гласаше за промена на уставот, или како пратениците кои што морам да кажам бесправно беа држани и во ефективен, а потоа и во домашен притвор за оној случај каде што се преувеличува целата работа поврзана со 27 април, како истите тие луѓе не им беше прифаќена гаранцијата во имот која што ја даваа со цел да излезат од домашен притвор, со месеци наназад, а на така магичен начин им беше прифатена таа гаранција на ден пред гласањето и на самиот ден на гласањето. И многу слични случаи, или како на пример на друга пратеничка, поранешна министерка за култура, говореше во собранието, дури учествуваше на координациите на пратеничката група на ВМРО-ДПМН истиот ден и јавно се изјасни на координација дека
нема да гласа за уставните измени во присуство на сите пратеници, а после тоа гласаше за уставните измени, така што кога сите овие работи, ова се само јавно познати работи, не зборувам за што се ние имаме како податоци, кога сето ова ќе оставите на купче, јасна е работата и многу едноставно се доаѓа до заклучоци. Или, например, уште два примери, што тоа за да не е само за пратеници од ВМРО ДПМН, што тоа револуционерно му се случи на пратеникот Ферид Мухич од СДСМ, кој што цело време дури имаше јавни и сериозно издржани настапи против Преспанскиот договор и кој што дури не гласеше за усвојување на дневниот ред, да наеднаш револуционерно го промени своето мислење и свати дека договорот кој што 3 месеци наназад струшно го напаѓаше на медиумите и издржано наеднаш да го промени своето мислење да каже дека е добар, или што се промени кај пратеници на СДСМ од Битола, кои што исто така беа против, или што тоа се промени кај една Лилијана Поповска, например, која што кариера направи во Република Македонија на македонските национални прашања, ќерка на Блаже Ристевски, кој што цел живот се занимава со овие прашања, да наеднаш после цел живот занимавање со овие прашања добија вака една револуционерна идеја дека е добра да се промени името. Така што, кога сите овие работи ќе ги сумирате, ќе ги анализирате, јасно се одговорите. Господин Николовски, колкава е сигурноста на раководството на ВМРО ДПМН дека кон овие 7-8 пратеници нема да се приклучат и уште неколку друго, имајќи во предвид дека се шират информации дека Заев држи резервни неколку пратеници во случај дека некој од овие се предомисли да ги стави другите во игра? Па има секакви шпекулации. Јас како ви кажам, после ова искуство кое што го имаме од 19 октомври, веќе човек сам на себе не може да верува на никого. Сепак имам доверба во пратениците на ВМРО ДПМН. Тие издржаа еден силен притисок, затоа што притисокот не беше само врз овие 7 пратеници од ВМРО ДПМН кои што гласаат, беше и врз голем број други пратеници кои што одбија да гласаат. Така што ако веќе одбиле да гласаат, не гледам логика како би гласале во подоснежната фаза. И се надевам дека ќе останат цврсти и до крај и ја имаат поддршката и заштитата од партијата. Но за жал треба да се свесни слушателите дека веќе сега имаме една нова реалност, односно со обезбедени 80 пратеници од страна на власта, веќе за жал многу им е полесно во реализација на овој проект. Но како што кажав, ние ќе се бориме до крај. Во изминативи неколку недели се појавија неколку партии и граѓански организации во одбрана на уставот, но и барање на предвремени избори. Нема да ве прашувам дали вие од ВМРО ДПМН ќе се приклучите кон една од нивните повици за соработка, бидејќи логично е, вие како неголема политичка партија која сега е во опозиција, ако протестира треба да биде предводник, односно да ги води тие протести. Пред една недела и вие од ВМРО ДПМН најавивте една платформа наречена Македонска платформа и испративте отворена покана да ви се приклучат и други. Докаде се со таа Македонска платформа и што содржи таа платформа? Да, прво во однос на активизмот во овој период, ние апсолутно почитуваме активизам на секој кој што е против договорот и сметаме дека секој граѓанин во рамки на слободната волја треба да одлучи дали ќе се приклучи на овие активности кои што одредени, како што кажавте, Сдружени на граѓани и помали политички партии ги прават. Ние не само што немаме ништо против, туку напротив, доколку граѓаните сакаат да се приклучат, тоа го почитуваме и сметаме дека е во ред. Во однос на активностите во следниот период, ВМРО ДПМН ќе има и еден теренски активизам кој што почнува веќе оваа недела со посета по сите населени места во Македонија на силна агенда и раздвиженост. Ја договараме во теков на овој викенд, имаме работни состаноци на кои што сето тоа ќе треба да се утврди. Во однос на Македонската платформа, тоа е една подолгорочна визија за Македонија, не е поврзана само со овие месец или два, каде што сакаме врз основа на неколку заеднички точки да обединиме што повеќе фактори околу себе, кои што не мора да се формално политички партии, затоа што во Македонија се створи една навика секој втор да формира политичка партија, па имаме многу човек партии. Членови на партиите, за жал, се само потесните семејства на два тројца кои што формално ги водат партиите.
и гледаме дека тоа е една форма која што изумира. И затоа сакаме да се обединиме со интелектуалци, со индивидуи, со граѓани, со формални и неформални групи во смисла на здружение на граѓани, но и на формални групи и заеднички со сите нив да направиме 4-5 точки позади кои што ќе застанеме, за кои што ќе се бориме, а за останатите работи може пак да се разликуваме, значи практично стварање на мрежа околу клучните национални интереси на Македонија, околу кои што би можеле заеднички да се бориме, без разлика какви се политичките амбиции на било кој од членовите. Работиме активно на ова и за брзо време и јавно ќе ги промовираме и оние кои што застануваат позади ова, како и постулатите позади кои што ќе се обединиме во смисла на точки на действување. Дали ВМРО ДПМН размислува на коалицирање со други политички партии кои што очигледно застана во одбрана на уставот и историското име на Македонија? Ало? Да? Да. Велам, дали ВМРО ДПМН, раководството на ВМРО ДПМН размислува да соработува со други политички македонски партии кои што очигледно се застанаа во одбрана на уставот и историското име пред изборно коалицирање? Па видите, ВМРО ДПМН во овој момент има своја коалиција наречена за подобра Македонија, секако пред следните избори кои да се случат тие. Ние повторно ги отвараме разговорите за коалицирање со сите оние кои што сакаат да ни се приклучат, така што вратата е отворена за секој кој што има честа намера. Сега не знам кои ќе се изборите, дали ќе имаме предвремени или редовни избори. Ако се редовни избори, тие ќе се за 2 години од сега. Ако се предвремени, веќе е друга ситуација, но кога и да се, вратата за сите оние со кои што ги делиме заедничките ставови, визии и копнежи за Македонија остануваат отворени. Знаеме каква е ситуацијата во моментот и навистина треба единство и сплотување на повеќе субјекти во одбрана на она што го говоревме сега. Минатата емисија наш гостин беше господја Солза Грчева, лидер на Глас за Македонија. Јас ја поставив прашање дали има некаква соработка со ВМРО ДПМН. Таа кажа дека на повидок е соработка, дека с него блиски контакти. Дали имате контакт со господја Грчева? Па во смисла на формални контакти нема, неформални мислам дека одредени членови на партијата имаат. Јас ја познавам од собранието кога јас не сум пратеник во овој мандат, но во претходните мандати кога бев пратеник, јас бев пратеник од ВМРО ДПМН, таа беше пратеник од СДСМ. Во тие моменти бевме на спротивните страни, така што ја познавам како интелектуалец, имам добро, високо мислење за незе. Политички тогаш се разликувавме, но ќе видиме, можеби во иднина и ќе се споиме. Господин Николовски, во собраниска процедура се веќе нацрат уставните амандмани поднесени од владата во кои се вметнати и оние така наречени барања на поранешните ваши пратеници. Во комисијата пак за уставни измени помина и вториот предлог нацрат амандманот од преамбулата. Кој е ставот на ВМРО ДПМН? Дали пратениците го следат упатството што им го дадовте на последната средба и дали едно од упатствата до пратениците беше и давање неофицијални предлози за вметнување на ваши амандмани? Не, значи, во однос на активизмот на пратениците во собранието имавме ние силна и јасна порака, тоа е дека ние се спротивставуваме на сите амандмани. Значи, нема тука избор кој амандман ни се допаѓа, кој не ни се допаѓа, затоа што целиот договор е штетен и нема нешто во договорот што можете да најдете кое што е позитивно. Просто таква работа нема. Јас кажа во неколку наврати македонската нашата влада да не преговараше со Грција, само да им дадеа празен лист на хартија грците сами да се напишат што сакаат, веројатно ќе се постигнеше подобар договор од овој, затоа што им беше срам на грците да напишат толку многу работи колку што ги добија во овој договор. Нема ништо добро во договорот. Значи ова по-лош договор, повторувам, да сакаше некој не можеше да направи. И во таа насока нема ништо од тој договор што може да се имплементира во уставот, а би било позитивно. И затоа нашите пратеници се против, дискутираат жестоко во рамки на комисијата и остануваат тока и против. Но, како што кажав, за жал имаме нова реалност, а тоа е
обезбедени се веќе 80 пратеници и се веќе на прашање на техника. Јас се надевам дека некој од нив ќе се премисли на втората фаза на гласање и дека нема да гласа, со што би можеле да даеме нова шанса. Ние имавме сериозен план како да постапуваме во овој период. Се надевавме дека уставните измени нема поминат во спренијето и дека тоа ќе води до привремени избори, на кои што имавме сериозни шанси да ја срушиме оваа народна власт и потоа реорганизирани и потоа со многу експертиза, но и меѓународни пријатели, планиравме да влеземе во едни многу подостинствени разговори со Грција, каде што бевме спремни да постигнеме далеку подобар договор до овој кој што имаме сега. Имајќи во предвид ставот на ВМРО ДПМН, имајќи го предвид и ова сега што го кажавте во овие изминати минута две, тогаш се поставува прашањето зошто пратениците се приклучија или односно ајде да го преформулирам прашањето. Која е целта вашите пратеници што се приклучија во расправата по тие нацрт амандмани и зошто остануваат во салата кога се гласа за овие нацрт уставни амандмани? Па затоа што мислам дека целта на СДСМ е токму спротивното, да нашите пратеници не учествуваат таму. И СДСМ води 3 паралелни кампањи во овој момент, скапо платени медиумски кампањи. Првата кампања е да ги убеди своите гласачи дека ова е добро, што секоја партија го прави, да си ги задржи своите гласачи. И второто е да ги убеди неопределените дека може би не е ова добро, но тоа е тоа, нема чаре, решиле некои помојни да така биде и нема избор. И третата, најскапо платена и најорганизирана кампања е насочена кон ВМРО ДПМН и кон патриотските гласови во Република Македонија, каде што се прават неколку обиди. Првиот обид е за раздор внатре во ВМРО ДПМН преку маргинални ликови кои што ги коментирав на првиот дел на емисијава. Понатака на социјалните мрежи да се подгреваат нереални очекувања во однос на работата и најбитно користејќи личности кои што се препознати и во јавноста, и на социјалните мрежи како поддржувачи на ВМРО ДПМН или како патриотски ориентирани, а кои што за жал се дебело платени, да се импутираат политики кои што на прв поглед изгледаат симпатично или се во ред или мислат дека служат за каузата, а всушност служат за СДСМ. Па така една од таквите тези е дека ВМРО ДПМН треба да ја бойкотира оваа собранска расправа. Тоа звучи вака симпатично, но тоа ќе значи дека никој во јавноста нема да дознае какво бредовство прави СДСМ и ќе заврши многу брзо целата процедура, што е целта на СДСМ, затоа што СДСМ сакаат ова да заврши што поскоро, за да срамот им биде помал и за да гневот кај народот биде помал, затоа што ако нашите пратеници не се таму присутни, не дискутираат и не ги објаснат во детали штетните работи од договорот, тоаш никој во јавноста нема да ги дознае. Дополнително на тоа, во Европа никој не поддржува бојкот како политичка форма на политички напревар и целта на СДСМ е ВМРО ДПМН да биде прогласена за една радикална, дури и терористичка политичка организација, која што бојкотира демократски форми на дебата, како би можела да биде изолирана партијата и домашно и меѓународно. Така што овие повици за бојкот на прв поглед звучат симпатично, но кога ќе ги видите суштински, се едно подмолно и перфидно сценарио на власт. Господин Николовски, господинот Мијалков деновиве испрати и второ писмо до вашиот лидер. Знам дека тоа писмо не е испратено и адресирано до вас, но сепак прашање. Дали имате информации кој е ставот на господинот Мицковски околу ово отворено писмо, но и претходното? Па, што ви кажам за Мијалков? Човекот веќе не е член на партијата, за жал направи многу лоши работи во изминатиот период. Партијата со одлука на Централниот комитет реши да го исклучи од членство во партијата заради сите активности кои што ги направи во изминатиот период. Гледам сега дека се распишува писма, да беше вака волко активен и да трошеше волко енергија изминатите години кога имаше можност во борба против Зоран Заев, веројатно сега ние немаше да го водиме разговоров и немаше да дојде до промена на името на Македонија и до устоличување на Зоран Заев на власт. Таја што
нека му служи на чест, ќе му тежи цел живот она што го направи за жал. А ние имавме јасен став после седницата на Централниот комитет, како што кажав, го исклучивме од партијата заради активностите кои што ги презема и заради онаа криминална коалиција која што постои помеѓу него, Зоран Заев и Вице Заев, братот на премиерот. Но се шират информации дека токму сега бюрократите од Брисел го притискаат ВМРО ДПМН да ги врати назад сите овие членови кои што ги исклучивте. Дали ова е точно и дали имате намера да ги повратите назад повторно во членството на ВМРО ДПМН? Да, едноставно ќе одговорам. Кратко, има структури во Брисел кои што бараат таква работа, но ВМРО ДПМН нема да го направи тоа по ниједна нацина. Кратко и јасно. Господин Николовски, по гласањето за уставни измени на 8 пратеници од ВМРО ДПМН и нивното исклучување од партијата, а со цел, сакајќи овие и понатаму да бидат актуелни на политичката сцена, а сепак да бидат заштитени од партиското членство, и покрај тоа што тие веќе делуваат како независна опозиција. Сепак, од извори кои што ги имаме добиено, дознаваме дека во собранието за скоро време овие пратеници наместо независни ќе делуваат и да бидат представени преку друга политичка партија со презнак ВМРО, например Европско ВМРО, на чело со Љупчо Георгиевски, кој отворено зборуваше дека Македонија мора да го затвори прашањето за името доколку сака да биде дел од ова семејство. Какви се вашите информации? Не, вистината е друга. Мислам дека Георгиевски нема ништо со оваа работа. Мислам, за човекот јас јасно сум кажал што мислам, но треба и да сме честни онаму каде што нема вистина да кажеме дека нема. Овие пратеници сакаат да действуваат како така наречена независна пратеничка група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Ние веќе јас најавив и ги презадовме меѓу време сите правни механизми да се заштити името ВМРО ДПМН и нема да им дозволиме да го користат затоа што се исклучени од партијата и не сме да го користат името. Паралелно побаравме да си поднесат оставка затоа што овие пратеници беа избрани како предлог на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија и отидоа на избори и побараа доверба од граѓаните на избори со програма во која што пишува дека ВМРО ДПМН нема никогаш да дозволи промена на уставот со цел промена на уставното име и меѓу другото затоа ги гласа граѓаните. Тие погазија таа програма и мора да си поднесат оставки нашиот притисок во смисла на политички притисок да го направат тоа ќе продолжи. Вие добро кажавте, јас сакам да ја прашам какви се вашите ставови и што ќе преземете. Меѓутоа, не слушнавме во јавноста да реагирате не на претениците кои што сами се представуваат така, меѓутоа да реагирате на овие телевизиски куќи и на новинарите кои што тие ги ославуваат со независни пратеници од ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Презедовме правни механизми за заштита на името. Тие вклучуваат многу форми, вклучително и ова што вие го прашувате. За жал, медиумскиот свет во Македонија е таков како што го опишав претходно, да практично соопштенија на ВМРО ДПМН не се ни пренесуваат, има тотален медиумски мрак, но ние се бориме на сите начини да стигне нашиот глас до јавноста. И стига, јас после ова интервју имам гостување на едно македонско радио во Македонија, каде што исто така ќе се обидам да стигнам до секој оној кој што ќе сака да ме слушне. Продолжуваме се бориме, многу се тешки условите. Претпоставувам, знаат вашите слушатели дека целиот тимот на партијата е замрзнат во моментов. Практично ние сме во моментов без никакви ресурси за действување. Действуваме буквално од дома, но дури и така сме спремни да продолжиме да работиме. Сега со отварањето на уставот се зголемија и апетитите на албанските политички партии и поднесени се неколку амандмани, меѓу кои рамковниот договор наместо на манифестот на Асном, барање за албанскиот јазик да влезе во преамбулата како второслужбен јазик, а албанскиот народ како државотворна нација заедно со северно-македонската. Како ќе се спротивставите на ваквите најави и дали имате намера да поднесете барем еден амандман со кој ќе ги спречите овие небулозни амандмани предложени од владачкото мнозинство? И покрај тоа што рековте дека немате намера да поднесувате амандмани, барем еден со кој што ќе спречите сите овие амандмани? Во однос на амандманите, согласно процедурата може да се поднесуваат амандмани само на деловите кои што се дел од договорот и во тој дел
власта прави една манипулација, односно имајќи преди дека преамбулата е дел од договорот, тие во рамки на преамбулата го додаваат и Охридскиот рамковен договор. Не знам колку вашите слушатели следеа, пред референдумот јас имав неколку пресконференции во кои што побарав да власта ги објави амандманите пред референдумот со цел граѓаните кога одлучуваат да можат да одлучат врз основа на сите факти и да ги имаат сите информации пред себе. И тогаш јавно прашав дали амандманите веќе не се напишани од страна на Грција. Во Македонија само номотехнички се доработуваат од еден пензиониран професор по уставно право. Власта одбиваше да ги објави овие амандмани и сега гледаме зашто одбивала да ги објави, затоа што амандманите се катастрофални и мислам дека граѓаните да ги знаеа, да ја знаеа содржината на амандманите пред референдумот и овие 600.000 кои што излегоа да гласаат немаше да излезат да гласаат. Таа е таа манипулација. По однос на нашите амандмани ние размислуваме само за еден амандман можеби во кој што би напишале дека предлагаме да се избрише сето нешто власта го предлага, односно да се врати уставот по старо. Но ќе видиме, тоа е прашање на стратегија и прашање на давање легитимитет на процесот, затоа што па ако поднесете амандмани на некој начин и давате легитимитет на процесот, тоа е стратегија која што треба да ја утврдиме во следниот период. Уште во септември, господин Николовски, имав две информации кои што тогаш ги пренесов. Сите викаа дека тоа можеби не е возможно, меѓутоа се работи за овие информации. Сценарија има две. Едното сценарио е за покренување судска постапка за укинување на користење на ВМРО-ДПМНЕ како политичка партија и второто сценарио е симнување од власт на вашиот лидер Христијан Мицковски, бидејќи референдумот не успеа. Дали има вакви сценарија, дали или се уште сте во закот на шпекулација? Јас не сум разговарал со вас, но ги споменав во некоја слична форма уште во текот на референдумот, во дуелите со телевизиските дуели со првенците на Самара Чилинска и Никола Димитров, каде што јасно кажав дека постои мастер план за затварање на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа е во неколку фази. Првата фаза веќе се случува во моментов, а тоа е замрзнување на имотот на партијата. Па така втората фаза би била покренување на судски процес против голем број на лица од ВМРО-ДПМНЕ, што исто така веќе се случува, преку 300 луѓе се под политички председател на партијата. Била судска забрана за действување на партијата од 2 години нагоре. Но имам едно да им порачам. Тоа е дека дури и така ќе ги победиме, ние сме спремни да дојдеме како независни кандидати на следните избори, ако немаме начин да дојдеме преку ВМРО-ДПМНЕ и од независни листи да ги победиме, затоа што ВМРО-ДПМНЕ е пред се идеја, а после тоа е политичка форма на организирање. И во најголем дел од своето постоење, ВМРО како организација било забранувано и во време на комунистичка Југославија, и во време на кралска Југославија, и во време на Отоманската империја, па преживеало, ќе преживее и сега и ќе ги победи уште повеќе од она што тие мислат дека може да ги победи. Господин Николовски, од сето ова што го пратиме, што сега го зборуваме, на секој македонец му е јасно на што стремите. Меѓутоа, има еден простор кој што се добива впечатот дека во моментов вие од ВМРО-ДПМНЕ немате точна стратегија и план, туку вашата стратегија и план ја креирате на дневна основа во зависност од тоа како и што прави власта. Јавноста некако не ги оправдува таквите чекори, бидејќи наместо да водите во битката, вие само ги собирате лешевите после секоја изгубена борба. А тоа е и целта на владата на Зоран Заев. Дали можете да се оттрнете од она што впрочем, тие се залагаат за тоа, се гледа уште од авион што прават и што креираат со разни манипулации, да ве наведат на нешто што на дневна база сакате да ги решавате проблемите, а не на подолг период. И покрај тоа што вечерва кажете дека имате вие стратегија за подолг план, меѓутоа ето некако јавноста се уште не е запознаена со овие чекори кои што вечерва ги спомнавте вие. Па, видете, јас спомнав претходно, се работи за една сериозна манипулација од страна на власта. Вашите слушатели сигурно следат, но сега го си имате своји обврски. Во Македонија е тоа многу поочигледно. Вие да гледате вести во Македонија на овие провладини медиуми,
а например да сте од Франција и случајно дојдете во Македонија, да ги гледате вестите, ќе помислите дека ВМРО-ДПМН е се уште на власт, а ВМРО-ДПМН веќе трета година не е на власт. Затоа што така се представени работите, да за се ВМРО-ДПМН криво и за се бара одговорност од ВМРО-ДПМН. Таа е таа трета скапо платена кампања која што ја води власта. Но мислам дека се помалци имаат успех, затоа што ВМРО некако многу едноставно е како домино оди, односно паѓаат една по една сите теории кои што се пласираат во јавноста. Еве ќе потсетам на неколку и во интерес на времето би застанал тука. Например, на самиот почеток на избор на ова раководство се велеше дека ова раководство ќе учествува во промената на името на државата. Па тоа не се случи затоа што ние одбивме да сме дел од преговорите. Па се велеше дека ВМРО-ДПМН ќе го прифати договорот за името, односно ќе даде поддршка на договорот за името кога се подпише. Не само што не прифати, туку силно се спротивстави. Па потоа се велеше дека ВМРО-ДПМН ќе учествува на референдума на начин што ќе повика граѓаните да гласаат за уставните измени, односно за на референдумското прашање. Па не се случи и тоа. Па се велеше дека ВМРО-ДПМН ќе учествува на начин што ќе ги повика граѓаните да гласаат против, па не се случи и тоа. Па на крај се велеше дека сепак ќе излезат првенците на ВМРО-ДПМН да гласаат, па го што видовте нити јас нити Мицкоски излеговме на референдумот да гласаме. Па после тоа се велеше дека ќе влеземе во некаква си широка коалиција во која што би ја делеле власта со СДСМ заради некаква си амнестија и веќе не можеме да се сетам на сите приказни. Па и тоа не се случи. И една по една им паѓаат приказните и се гледа дека се работи за една добро организирана, но скапо платена пропаганда, која што веќе во Македонија не поминува и тие се свесни за таа работа. Господин Николовски, тука некаде ќе го завршуваме разговорот, меѓутоа пред крајот морам да го напомнам ова. Вашиот лидер секогаш одеше со една позната реченица: јас сум поборник на секое зрно жито во амбарот. За на крај да свати дека не се сите зрна плод, има и расипани зрна. Дали се уште има во амбарот расипани зрна и која е улогата, не велам дека се расипани зрна за второ прашање, и која е улогата на реформаторите и на демократската фракција во ВМРО-ДПМН? Па, сигурно дека има уште понекој, но мислам дека главните ги чистивме. ВМРО-ДПМН помина низ еден силен процес на внатрешно прочистување, на една катарза. Ние го имаме тој механизам на препознавање на грешките и на чистење на истите. Еден механизам кој што ниедна друга политичка партија во Македонија, почнувајќи од СДСМ, ако нема. ВМРО-ДПМН втор пат прави вакво прочистување, направи еднаш во 2004 година, кога го отстрани од партијата Љупчо Ѓорѓиевски. Сега втор пат го прави тоа, кога отстрани повеќе луѓе на чело со Сашо Мијалков. Така што ја имаме ние таа сила на внатрешно прочистување, за разлика, например, од еден СДСМ кој што никогаш не успеа да се огради или да го отстрани од партијата еден Бранко Црвенковски, кој што ја закопа Македонија по сите основи, и ако треба да набројам човек број еден зашто сме ние овде каде што сме, тоа е секако Бранко Црвенковски со сето на што во минатото и го направи на Македонија, но не успеа да се обедат таква сила и таква храброст. Во однос на реформатори, така наречените реформатори, тие веќе немаат никакви функции во партијата, односно се отстранети од сите функции во партијата, а таа така наречена демократска фракција мислам дека е смешно да се коментира затоа што луѓето не се ни членови на ВМРО-ДПМН, затоа што во минатото беа исклучени од ВМРО-ДПМН. Така што не може да се нарекува демократска фракција на ВМРО-ДПМН, затоа што за да сте вие демократска фракција на било која партија, треба да сте прво членови на партијата. Се работи за тешки маргиналци. Еден од нив, например, на минатите избори успеа да освои цели 1700 гласа. Така што мислам дека се вака многу силни на збор. Зборувате за господин Кекеновски? Па и тој и останат имаја таму неколку луѓе обиди вака политички да се промовираат со своји маргинални политички партии, но на крајот граѓаните се кажуваат што мислат. ВМРО-ДПМН продолжува само посилно со ова, затоа што и граѓаните препознаваат, реакцијата е многу позитивна во Македонија после ова прочистување кое што го направивме, затоа што препознаваат дека ние сме само критични, односно дека не сме ние тие најдобрите и најсовршените кои што не прават грешки, напротив, но грешките ги препознаваме затоа што, како што кажавте вие,
во однос на зрната треба да се види кои се здрави зрна, кои не се, кои можат да изртат, кои не можат да изртат. Господин Николовски, ве задржавме малку подолго, и тоа приликата е многу ретка да добиваме вакви информации од прва рака, што би се рекло. За мене е задоволство големо и сум благодарен на поканата. Тука ќе го завршим разговорот. Тоа беше нашиот соговорник во денешнава емисија, господинот Александар Николовски. Голема благодарност за одвоеното време и учеството на македонски корени на господинот Александар Николовски, подпредседателот на опозицијската партија ВМРО ДПМНЕ. Му посакуваме многу здравие и успех на политичка сцена. Благодарност и на вас, почитувани, што сте со нас. Ви благодариме за вашите јавувања меѓувреме. Разбираме дека и многу од вас засега сета оваа ситуација во Македонија. Ако не се сочува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на државата, ништо ќе нема од неа, а веќе уставните измени упорно ги протуркуваат. Прва фаза ги избриша одлуките на АСНОМ, го впиша албанскиот народ во уставот со рамковниот договор. Македонија ќе стане држава на два народи со обезличено име, историја, а иднината се знае. Во интервјуто на господинот Николовски, почитувани, веруваме дека успеавме овој пат да доловиме појасна слика за последните случувања, но и идни преземања од опозицијата ВМРО ДПМНЕ, кои како што велат со сите демократски алатки ќе се борат против Преспанскиот договор и промена на уставното име. Останете со македонски корени, останете со Јони Бети Треновски се до 20 часот.